Светиот апостол Јаков ни вели: покажи ми ја својата вера без дела, а јас преку своите дела ќе ти ја покажам мојата вера. Нашиот народ знае дека Великден е празникот над празниците, тоест нели дека е денот фактички на спасението на целото човештво. Не треба да чекаме празници, тоа секогаш го кажувам, да бидеме хумани, туку следејќи ја заповедта на нашиот Господ Исус Христос да го сакаме својот ближен како себе си, треба да помагаме постојано и секогаш кога сме нели во можност тоа да го сториме. Тоест тогаш кога некој ќе ни побара помош да не го одминеме, туку секогаш да помогнеме нормално во рамките на нашите можности. Помошта не се состои само во материјални добра, некогаш, како што многу пати кажувам, доволна е дури една преградка или една насмевка или само еден допир. Така што да бидеме луѓе пред се, затоа што мислам дека сепак тоа е суштината на човековото постоење. Целта беше да им се помогне да го доживеат духот, така да кажеме, на Христовото воскресение и барем за миг да ги заборават неволите со кои што тие секојдневно се борат. Мислам и се надевам барем дека ете успеавме да внесеме барем малку радост во нивните домови и се надевам дека многу скоро повеќе нема да има потреба од помош на буквално ниту еден човек во светот, нормално и во Македонија. Самата црковнонародна којна со благослов на архиепископот Охридски македонски господин Стефан е основана на 15 септември 2022 година со само еден пункт, тоест во Драчево. Денес веќе имаме 8 пункта, делиме 235 оброци. Пунктовите се нормално во храмот Свети апостол Петар и Павле во Горно Лисиче, храмот Света Троица во Долно Лисиче, Свети Спас Драчево, Свети Ѓорги Кисела вода, Свети Николај во Аеродром, Свети Архангел Михаил во Автокоманда, Свети Јован во Бутел и завршуваме со храмот Свети апостол Петар и Павле во Ѓорче Петров. Фала му на Бога, ќе кажеме, имаме многу луѓе вработено во фирмите пријатели кои што ја помагаат на нашата хуманитарна организација. За жал има и такви кои што одбивале да се вработат или да отидат на интервјуто за вработување и таквите луѓе обично после второто или третото одбивање на работата ги исклучуваме од програмата за помош. Да им помогнеме да се вработат и да застанат, што велиме, нели, на своји нозе, за да може да го продолжат својот живот онака како што треба. Проблемот е во тоа што од почетокот, уште кога создадовме хуманитарната организација 2015 година, за жал приметивме дека и во хуманноста има манипулации и токму заради тоа ние почнавме да побаруваме документи како доказ за нивната потреба од помош, затоа што помошта сепак не се состои само од храна, туку се состои нели и од реновирање, облека, покујкина и така натаму и така натаму. Така што да, секој еден корисник има докажано, има донесено доказ дека навистина му е потребна помош и со самото тоа ние се обидуваме да им помогнеме максимум што можеме. Се готват секојдневно 235 оброци, верувајте дека е навистина голема мисија, тој број очекуваме да се зголеми, не да се намали, така што буквално ни е потребна секоја една помош. Зборуваме за она што секој семејство го користи секојдневно во својот дом. Зборуваме, нели, почнувајќи од граф, орис, леќа, зејтин, брашно,
Значи буквално све, тестенини, значи буквално све. Затоа што таа храна што ние ќе ја примеме, всушност ја користиме за подготовка на храната за да може да се подели. Затоа што покрај кујната ние имаме и делиме и плюс пакети со храна за луѓето дома да готват, затоа што не сите луѓе за жал можат нели да одат во кујните и за жал кујната моментално функционира само во Скопје. Така што на семејствата кои што живеат надвор од Скопје им се праќа преку нашите пријатели од Cargo Express нели или пак ако нема услови тогаш ќе ги носиме некојаш и лично. Готвачот го запознавте. Тој е мој драг пријател кој што една година буквално работеше без пари и од минатата година нели го вработивме во хуманитарната организација заради тоа што сепак не може да се издржи нели да без финансии во денешно време. Финансирањето се врши преку нашата жиросметка, од тамо се плаќаат нели сите оние потрепштини кои што ги има самата хуманитарна организација. Избегнуваме да примаме финансиски средства на рака. Кујната имаме волонтери, имаме направено наша група на интернет, нели, каде што се пријавуваат луѓето и се договараат самите кој да дојде кој ден. Во магазинот значи имавме акција сега за Велики петок, нели, се собраа 20 на волонтери, ги успеавме да ги направиме сите 160 пакети. Па пред се заповедите на нашиот Господ Исус Христос. Значи не може да се спасиме самите себе си, да го гледаме само нашето спасение, туку треба да им помогнеме на сите луѓе. Збориме за духовно, меѓутоа исто така, значи треба да внимаваме и на материјалното добро, тоест да нема гладни. Значи знаеме дека светиот апостол и првомаченик Стефан бил еден од ѓаконите кои што се грижел за сиромашните, за вдовиците, за сираците, подготвувајќи им храна. Нели, значи самото мисионерство на христијанството почнува уште од самиот почеток со помош на сите оние на кои што таа им е потребна. Всушност ние само ја продолжуваме истата мисија во духот на православието и на заповедите кои што Господ Исус Христос ни ги оставил на сите нас. Не можеме да речеме дека сме христијани, меѓутоа се гледаме само себе си, заради тоа што христијанството е вера на љубовта.